Продолжува утринската на Телма и имаме уште половина час до самиот крај за денеска, а овој половина час ќе се обидеме да го искористиме најефективно, со оглед на тоа што имаме една многу важна тема која што е комплексна и обемна, а која што ние ќе сакаме да ја реализираме во овие минути и да ја извадиме суштината, се разбира, за да ја сватиме поентата. Ќе зборуваме за една навистина добра техника која што го трансформира животот, може да го трансформира. Кога зборуваме за себе си и за собствената душа, можеби секој од нас многу пати сакал да цирне во својата душа. Многу пати сме се нашле во ситуација кога само таму можеме да го најдеме решението или пак одговорот на прашањата кои што ги имаме или проблемите кои што можеби не мачат. Свесниот ум е оној кој што секојдневно го користиме во секојдневното функционирање и извршување на секојдневните обврски, но подсвесниот ум е оној кој што сака да ни прати пораки, кој што постојано ни праќа пораки, но дали ги препознаваме и дали знаеме да ги прочитаме и колку често го правиме тоа, е веројатно индивидуално кај секој од нас. Токму за техника која што можеби и ќе го зголеми тој наш потенцијал или ќе го зголеми тоа наше разбирање, па ќе не однесе во вистинската насока за тоа да го слушаме повеќе подсвесниот ум или да слушаме собствената душа, е QHHT или нехипнотичка регресија, техника за која што ќе зборуваме во продолжение со мојата гостинка Валентина Апостоловска-Георгиевска, софистициран регресо-хипнотерапевт. Валентина, добро дојдовте во утринската на Телма. Добро ве најдов. Баш ми е мило што е оваа тема денес на дневен ред. Да, и мене ми е мило што ќе можеме да ја отвориме оваа тема. Ние кога зборувавме за вашето гостување и кога се договаравме всушност за оваа тема, рековме дека навистина ова е една обемна тема, една обемна содржина која што бара веројатно многу повеќе гостувања отколку само едно, но ова ќе ни биде почетно за да ги влеземе во таа сфера, за да се запознаеме првенствено со оваа техника, што таа значи и каков потенцијал ќе може да развие кај секој од нас, а понатака верувам ќе постои интерес за да може да ги зголемиме гостувањата, па и да се доближиме повеќе до оваа тематика. Би можеле на почеток да позборуваме за тоа што всушност значи QHHT, како што е по професионално или правилно, или нехипнотичка регресија. Значи морам да ве коригирам, станува збор за хипнотичка регресија, не хипнотичка, да. Хипнотичка регресија подразбира еден сложен протокол, една сложена процедура која што трае некаде 4 до 5 часа. Се состои од неколку делови, во кои што во само еден дел има хипноза. Хипнозата подразбира навлегување во подсвеста и во делови од душата и поврзување на поединецот со информации кои што се потиснати, а кои што му се потребни за да му даде одредена инструкција, насока или она што го сака душата. Зошто велиме подсвест? Тоа е механизам на нашето функционирање, каде што од една страна имаме свесен ум како софтвер, меѓутоа во позадината постои подсвест која што е збир или банка на знаење. Таму се слеваат сите наши искуства преку ДНК-та. Значи ДНК-та е еден момент кој што науката, можем да кажем, дводимензионално настапува. Еден дел вели, да, таму се содржат многу работи, меѓутоа во духовниот дел ние сосема ни е јасно дека од таму е тоа темплет од кај што се сите претходни наши искуства, односно ние велиме минати животи, кој не сваќа минати животи, велиме искуствата од предците, или многу познато ние што го велиме, па да, генетска структура, генетска предиспозиција. Тоа се сите фактички искуства снимени на ДНК-та. Кога се прави хипнозата, се смирува свесниот ум и се продира во банка на знаење. Се подсвеста што го исфрла е за отточка на љубов и повисока мудрост. Значи се дава една насока, една смерница. Што тоа значи? Тоа значи се што се појавува во тој момент е во корист на поединецот. Значи се води од една повисока точка на љубов и Божја мир. Значи се води од Вие нема да добиете информации што не ви се корисни. Секогаш ќе добиете информации што ги знаете. Како изгледа процесот? Процесот
самиот хипнотички дел е природен. Ние велиме природен затоа што вие 2 пати дневно посекако влегувате во тета брана. Тоа е момент пред да се разбудите и момент пред да заспиете. Значи ние не користиме во оваа техника никакви ниту лекови, ниту апарати, ниту ништо. Сосема природно влегува во таа состојба, само е моментот се смирува свесниот ум, кој што ги блокира пораките на душата. Ние уствари ги откупуваме пораките на душата. Што значи тоа? Ако вие овдека имате вашиот идентитет, да речеме во мојот име Валентина, јас со целото програмирање, со сето она што го знам за себе, така, не сум можеби во моментот душата пораките не, затоа што свесниот ум ги блокира. Ние го смируваме за да дојдат пораките на душата. Мислам дека доаѓа време кај што ќе дојдеме сите до спознание, како што ако правите ретроспектива, сите знаеме сега да се храниме правилно, дека спортот, дека пушењето, дека така ќе научиме и како ние да се управуваме себе си и како ние да ги слушаме пораките на душата. Што значи тоа? Ако вие не ја слушате душата, таа ќе ви прати порака преку симптом, болест, неволја. Често се случува да влезете во една вибрација кај што ќе се случи некаква повреда, нешто ќе изгубите, некој проблем со колата. Тоа се све знаци дека треба да застанете и да размислите за себе си. Знам дека е невозможно во оваа една, да кажам, луда трка и во еден мултитаскинг. Тоа е едно темпо наметнато за да се скрие вистината. Вие влегувате во една илузија каде што вистината се крие. И упорно темпото на живот се наметнува за да таа вистина. Моментот кога ќе се смирите и кога ќе речете стоп, нешто не е во ред, сакам да знам нешто повеќе. Тогаш се осврнувате кон алтернативни решенија. Во точно како што испоменавте динамично, бурно време во кое што сме соочени, сакале или не, со стравови, стравови за екзистенција, стравови од болести, стравови од војна и така натака. Многумина ќе речат, а веројатно и во пракса за многумина е тешко, да тоа чувство или тој страв го стопираат, се освестат, еве да речеме така кажано, и застанат за момент барем во денот кој што им е исто турбулентен и влезат или се свртат кон сопствената душа. Колку е ова и слично со она кое што велиме дека го прави медитацијата, односно кога сакаме да го смириме умот и како велиме медитација не е само седење и медитирање, туку и правење на работи кои што не ослободуваат од тие секојдневни мисли кои ни навираат. Не сакам да навлегувам во некои теми, меѓутоа ако го дискутираме стравот, тоа е алатка. Тоа е алатка на едни други структури како се манипулира широка популација. Вие 8 милиарди мора да ги некако контролирате. Тоа секако доаѓа од матриксот. Моментот кога ќе излезете од таа шема, ќе ја видите вистината и ќе излезете едноставно од тоа и тука паѓа се. Стравот треба да се гледа исклучиво како нешто што треба да го надминете. Дека нешто лесно се надминува. Значи, се додека ние сме во еден механизам на преживување, на маки, мора да излезете од тоа. Како се излегува од тоа? Од тоа се излегува кога се прави комплетен и детален филтер. Што има допир до вас? Дали е вести, дали е луѓе, со што вие на кого сте достапни, кој вас ве полни, со какви информации. Вие тука мора да правите селекција. Кога ќе стекнете навика да правите селекција што допира до вас, тогаш ќе можете тоа да го контролирате. Се додека е тоа несвесно, тоа ќе ве команди. Значи мора да биде обратен механизам. Значи вие да ставите, што велиме нашиот народ, узда на информациите и цела енергија што доаѓа. Значи кај одите, кај се движите, со кого седите, што правите во слободно време. Значи мора точна спецификација како ви поминува ден. Кога вие ќе се храните со убави работи, вие автоматски излегувате од шемата на стравот. Какви да сте проблеми покрај било какви проблеми. Значи прво ослободување од тоа. Второ е ориентација на решение. Ние имаме навика да кукаме. И ностоп во истата енергија, во истото тркало. Леле овој проблем, леле ова, леле. Значи ние мора да излеземе од тоа и да се ориентираме кон решение. Алтернативните методи можам да кажам дека стануваат многу силен механизам.
дојде ред ние луѓето сами меѓу себе да си помагаме. Ако забележувате, има еден огромен бран на практичари, од Рейки, од Тета Хиленкеве, јас, имаме НЛП, имаме се на избор. Од каде тоа не доаѓа од системот? Јас ви помагам на вас, вие на тој. Значи, ние правиме паралелен систем каде што ние делиме знае, каде што ние помагаме, што јас сум многу задоволна што ова се случува, па дури и во Македонија. Сега во моментов сум јас единствената, се надевам дека и некој друг ќе се нафати да помага на другите. Така е. Кога зборуваме за кога сакаме да си помогнеме себе си, кога имаме време во кое што живееме, анксиозноста и паничните напади се број 1, проблеми или дилеми за тоа дали сме се реализирале себе си во животот, па која е смислата на животот, она кое што вие го спомнавте, доколку веќе пројде време и се појават и физички симптоми кои што се манифестираат како одредена болест, и тогаш веќе се одлучуваме да го побараме решението. И тогаш доаѓа се во предвид, покрај она конвенционална медицина се разбира решението се бара и во алтернативната, односно и во ваквите техники кои што постојат. Хипнотичката регресија е една од нив, која што е начин како да си помогнеме, односно да добиеме одговори што ни се потребни, тоа го потенциравме на почетокот. Колку што можеме, нели се разбира во склоп на нашата минутажа, што добива секој оној кој што ја прави таа хипнотичка и кога би ја правил таа хипнотичка регресија? Самата техника има холистички пристап. Што значи тоа? Значи ова не е јас одам на лекар и таму е алгоритам диазепам на сите што имаат несоница. Значи овдека е индивидуален пристапот. Како секоја сесија е уникатна. Ние во нашето општество, па и пошироко да речем на планетата, секаде ако сте патувале, сегде има исти луѓе, исти содржини, исти темаки. Немате вие големи разлики во ментални содржини. Значи, холистичкиот пристап овозможува секоја сесија е уникатна. Значи, тоа е алтернативата што го нуди. Таму немате вие алгоритами за сите исто. Него ние работиме со потенцијалот на поединецот. Имате тоа не се мери, него едноставно се активира. Секој добива она што му е потребно во моментот. И сега тука имаме од до. Имаме исцелување, имаме трансфер на знаење. Имаме само енергетски дел, значи јас го водам во 4 дела, меѓутоа сесијата се води по патека од малку повисока вибрација. Значи, тоа е една креација. Самата сесија изгледа како вие сте сликар и сликате нешто. Јас не знам што ќе излезе во моментот, затоа имам 3 вида на хипнози работам. Сум обучена да знам да се справам со се што се појавува. Меѓутоа, уникатноста на секоја сесија е во доминантна смисла. Така да се добива спознание. Што значи тоа? Ако вие овдека имате на телото симптоми или имате некоја неволја или имате страдање, тоа е само знак дека сте одвоени од душата. Како се одвојувате подалеку, така вас ви е полош. Ме разбирате? Значи, ако овдека имаме една обична настинка, овдека преминува во хронична болест, значи се одвојувате од крикот на душата, тоа што вас ви е доделено, тоа вие што треба да го правите. Значи, вие не правите тоа што е за вас, него вие правите се други што сакаат. И како се одвојувате, така станува што е подалеку вашето повисоко јасне или вашата душа, вас ви е полошо. Некои мора да поминат низ процесот на болест за да повторно се вратат на себе и да направи повторно назад. Не успеваат сите. Значи овдека имаме одвојување, па имаме хронични болести, па имаме рак, леукемија и ова е огромна разлика меѓу вие кај што сте и кај што треба да сте. Тоа универзумот го затвара, јас можеби лошо ќе звучи, со смрт. Значи вие толку сте одвоени од себе, што едноставно вие нема како ова разлика и вие се затвара и почнува повторно. Нели реинкарнација, кој верува, кој не, некој вели предци, некој вели минати животи. Во секој случај ефектите од техниката се не кај сите, значи кај добар 65%, 70% од клиенти е одлично. Спознанието не доаѓа одма затоа што свеста се развива, нели, постепено, некаде е порапидно,
зависи поединечно. Значи, пак ќе кажам, пристапот е холистички, индивидуално за секој и секој уникатен. И тоа треба да се негува, ние не сме сите исти. Треба свесно да го живееме секој момент или секој ден, за да тоа свесно го правиме и треба да бидеме свесни за тоа што нели треба да го правиме за тоа што ни се случува. Многумина од нас и несвесно го креираат денот. Да. Тоа што е важно да се знае или да се почне да се практикува е како всушност во моментот кога нешто несвесно креираме да најдеме начин како да се освестиме и да нели направиме една смена, односно свесно да почнеме да го креираме денот. Да сватиме дека сме навистина креатори, сега некој креира свесно, некој креира несвесно. Да, значи сите индивидуи поединци креираат посекако. Да. Значи, вие станете сабајле, вие денот и животот и месецот и неделата посекако ја креирате. Разликата е каде е свесно, а каде е несвесно. Сега тука има нели замка, ние сме робови на навики. Да. Значи, јас станувам, одам по истата патека, јас станувам, нели, правам ручек тоа, денеска е понеделник, правам тоа, среда е тоа и ние сме робови на едни исти навики. За да вие излезете од тие навики и да се погледнете од страна, нели, како ви поминува времето, така, тоа е свесно креирање. Малку е проблематично, бидејќи се бара контрола и свесност, тоа е, јас веќе 15 години го работам тоа, па пак се фаќам себе си да нели. Меѓутоа, една ретроспектива на денот, кога ќе заврши денот, што направив денеска, што јас направи да се приближам кон целта што ја сакам, што мене ми се случува, зошто тоа, што можам да направам подобро. Затоа што знаете што комфорт зоната е најголемиот непријател. Мене ми е таму добро, јас ова, а од друга страна јас сакам. Значи, тука имаме кршење на копија, што сакам јас, што е дозволено, нели, од околината, тоа е, што ќе речат другите. Значи, тоа е една цела мудрост, едно цело знаење како вие свесно да креирате. Јас и мојот тим од 1 ноември ќе отвориме официјално мојата веб страница. На мојот долго ја спремаме веќе неколку месеци, ќе има бесплатен материјал кај што ќе можат сите во комфорот на својот дом да симнат работни елементи и да се приближат кон овие знаења, нели, на новото време и да користат методи кои што ќе си помогнат сами на себе. Да. Верувам дека е така и верувам дека некако успеавме еве оваа тема која што можеби за многумина е непозната да ја доближиме до оние кои што не следат и секој некој што можеби ќе се пронајде па и подетално ќе се информира за ова за кое што ние денеска зборувавме. Валентина, ви благодарам за вашето време и за гостувањето. Благодарам и на вас.